барање беше многу важно затоа што секој еден што работи со безбедност знае доколку години е способноста на еден човек за да може да извршува таа работа. Кога се работи со безбедноста, самата работа си носи стрес, психички оптеретувања, ашка од физичката спремност што треба да има секој еден за да може да ги извршува работите. Поради тоа и полиција, и војска, и затворска полиција, па од нова година и шумската полиција го имаат бенефицираниот стаж и поради тоа беше многу важно да се добие и во судската полиција колегите кои што со возраста малце појќе се да не стигнуваат ни до пензија, да починат и да не ни дочекаат пензија. Поради ова беше многу важно да се добие тој бенефицираниот стаж. Вистина е дека придобивка многу поголема ќе имаат младите судски полицајци кои што ќе се вработуваат и кои што се помлади, но многу важно беше добивањето на начинот на пензионирање. И можам да речем дека веројатно во Македонија сега имаме најповолен начин на пензионирање. Успеавме да добиеме после 55 години старост на судски полицаец, 25 години стаж вкупен, од кои 15 години најмалце во судска полиција, да има право да побара пензионирање. И висината на пензијата да му биде 80% од 10 најдобри години кои што ги остварил во работењето, со тоа што ако нема 40 години стаж, за секоја година по 0,5% од 80 се намалуваат. Иако со овој услов сега, после 55 години, судски полицаец може да побара, да си оди, а не исполнува условите, ќе мора да добие одобрение од судски буџетски совет за да си оди пензија, но судски буџетски совет ќе биде должен до исполнување на условите да му ги плаќа сите трошоци во фондот за пензиско кои што треба да бидат за тој човек. Во секој случај, не знам колку ќе биде применето тоа, но има можност да се применува, затоа што мислам дека и председателите на судовите гледаат веќе му треба млад кадар. А и каде што нема да се одобри, пак судските полицајци ќе си одат од 60 до 61 година, 62 години, 59, тогаш ќе нема сакам неќам, туку ќе исполнуваат условите да можат да си одат во пензија.